Вчера популарен заменик министерот за информатичко општество и администрација беше во посета на Кочани каде оствари средба со членовите на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМНЕ. Тој на средбата разговараше за актуелните проблеми и потреби на младите од Кочани, а ги презентираше и најавените проекти за млади на владата на Република Македонија. Посебно чест и задоволство да се биде во Кочани, да се разговара со младите жители на оваа општина за проектите кои што ги презентираше лидерот на ВМРО ДПМНЕ господинот Никола Груевски во претходниот период, мерки кои што се сеопфатни и кои што погодуваат различни полиња на интерес за младите луѓе, дали се тоа мерки од областа на образованието, од областа на културата, од областа на здравството, сите тие се насочени кон создавање на подобра благосостојба во нашата земја, зголемување на просперитетот, но и создавање на подобар живот не само за младите, туку и за сите граѓани. Исто така искористив оваа можност да прибереме од нив идеи кои што доколку се издржани и доколку бидат прифатени од страна на експертскиот тим во ВМРО ДПМНЕ, може да бидат дел од и политичката програма која што ќе биде презентирана за престојните парламентарни избори кои се доаѓаат на 11 декември. А секако, тоа е се со цел во насока на промовирање на тој еден позитивен пристап во кампањата на ВМРО ДПМНЕ, пристап кој што е базиран на дела, на проекти со конкретни рокови и буџетски импликации кои што имаат за цел да создадат просперитет на земја. На трибината присуствуваа и председатели на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМНЕ, како и активни членови од Кочани и околината, а исто да се одржава мултикултурниот центар во Кочани.